Денешните избори поминаа како едни од најмирните и најбезбедните избори во поновата историја на државата, изјави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Во текот на денот, гласањето започна на време на сите гласачки места, освен на 84, каде што имаше технички проблеми и задоцнување до максимум 2 часа. Регистрирани се 29 прекини на гласањето во трајање од 15 до 30 минути, најчесто поради технички проблеми со уредите за идентификација, кои беа навремено решени. Најмногу од нив беа на подрачје на СВР Тетово и СВР Охрид. Агитирање, подкуп и сликање на гласачко личје се дел од регистрираните настани вчера за време на гласањето. Пријавени се вкупно 91 настан на територија на Македонија, од кои најголемиот дел се однесуваат на агитирање и можен подкуп, а дел на фотографирање на гласачкото ливче, лепење плакати и упатени закани. По превземени мерки, за 42 од пријавените случаи постапките се завршени, а во најголем број истите наоди не се потврдени. Во тек се активности по останатите случаи во соработка со обвинителството и останатите органи. 11 лица биле лишени од слобода во текот на денот на гласањето, од кои 4 се ослободени, а за 7 се уште се води постапка. Лишени од слобода се 11 лица во текот на денот, во повеќето случаи поради подкуп, фотографирање или уништување на гласачко ливче. 4 се веќе ослободени, а 7 се задржани на понатамошна постапка. Пријавени се и 7 настани со наводна инволвираност на полициски службеници, од кои за 6 е утврдено дека не постојат неправилности, а за еден случај се преземаат мерки за расчистување. Секторот за компјутерски криминал регистрираше 19 објави на социјални мрежи и интернет простор поврзани со изборите, кои се предмет на понатамошна проверка. Јавните обвинителства го следеа изборниот процес, а бројот на пријавени кривични дела е мал и се проверува. На подрачјето на Висшето јавно обвинителство Штип не се примени писмени известувања за кривични дела поврзани со изборите. По усно известување за наводен подкуп на гласачи постапува Основното јавно обвинителство Свети Николе, додека Основното јавно обвинителство Штип и Кочани постапувале по индиции за подкуп и притисок врз гласачи, но наводите се веќе проверени и не се потврдиле. Соопштуваат од Основното јавно обвинителство.